Продолжуваме на тема култура. Една преубава изложба има можност охриѓани да ја видат, ќе слушнеме каде ние што ќе можеме да видиме. Станува збор за 17 дела кои што во текот на годината има можност да ги направат Ангелина Спировска и Владо Муковски. Тие се сопружници без разлика што се со различни презимиња. Веројатно инспирацијата ја црпат еден од друг. Се представија со една автентична фреско техника за која што особено сакам да зборуваме посебно и малку повеќе за нас да биде јасно. Добро утро официјално. Добро утро. Добро сум се подготвила за разговорот. Знам се. Она што сакам прво да прашам е фреско техника. Јас кога ги видов прво сликите, односно прво и текстот кога за вас го прочитав и за вашата изложба која што ги воодушевила охриѓани, велам како фреско техника, тоа веднаш ме асоцира дека е црква, дека е икона. И ајде Ангелина, можеме со тебе за каква техника станува збор во суштина, ќе ги гледам и фотографиите. Така, благодарам за поканата. Се радувам што денот го започнуваме еве со муавети на тема уметност. Фреско техника, да, тука го ставивме акцентот точно на самата техника и затоа и самата изложба насловивме Патот на фреската. Не случајно, затоа што сите дела се работени во таа фреско техника, за која што луѓето многу малку знаат и, како што рековте, ги асоцира одма на некоја уметност со сакрални мотиви, нели, што може да се видат во црквите, но тоа е всушност една сликарска техника која што е веќе заборавена, односно многу не се користи, барем во моментот. Тоа беше и предизвикот да пробаме, да се испробаме како автори во една поинаква техника, која што е техника која се работи на влажен малтер. Значи, исто како традиционалната фреско техника која што е работеле многу стотици години наназад, која што е главна карактеристика на нашето византиско сликарство, по кое што сме нели познати. Како што се изработени нели најпознатите фреско живописи во црквите наши, но нормално да дадеме еден современ контекст во тој поглед и да направиме современи уметнички слики, ги насловуваме како современи фреско слики. Преубави се. Кои што преубави се, живописни се, толку има душа во нив, ќе ми кажете што би била инспирацијата. И да воспоставиме еден диалог помеѓу таа традиција и современиот човек, нели? Да се подсетиме, да се навратиме на тоа што е подзаборавено. На корените, но сепак да го задржиме вниманието на така, да биде интересно модерно време. Да. Владо, за оваа техника потребно ли е посебно знаење? Може ли секој да ја работи? Што се вам ви е потребно да знаете пред да се впуштите во, слободно ќе кажам, во таа авантура на креација, на визија, се што ви беше порив да ги направите овие 17 дела? Благодарам на поканата пред се. Апсолутно дека треба да се има познавање. Ние, како што знаете, сме и професионални конзерватори на зидно сликарство. И за тоа ќе зборуваме посебно. Да, покасно може да зборуваме за тоа. И позната ни оваа техника како се изведува и како се работи. Долги години беше предизвик за нас да се направат слики работени во оваа техника. Затоа што за да се направи една фреска, знаеме дека пред се треба да имаме еден носач, односно да имаме објект. Тука станува збор за слики кои се мобилни, односно уметнички слики, а изработени во фреско техника, што е навистина една реткост. Во светски рамки е реткост да се направи фреска која ќе изгледа како слика уметничка. Познавањето до тој степен што фреската, например, не трпи долг процес на работа. Односно, вие имате одреден период во денот од прилика час-два, каде што мора да интервенирате и да сликате. Значи, за час-два треба да биде готово целото дело? Значи, не целото. Значи, вие во тој момент каде што ќе нанесите малтер, додека е влажен, вие можете да сликате на него. Во моментот кој ќе се исуши, завршува процесот на фреската. Што сум направил, сум направил. Да, и фреската не трпи грешки. Тоа е затоа што нели никој не сака да се занимава со оваа нели техника. Ако сгрешите или треба да го ископате малтерот, нов малтер да ставите, значи нема поправки како имате точно визија што сакате без грешки. Апсолутно треба точно да знаете што правите, кога правите. Колку е лесно или тешко? Па предизвика.
Па да, предизвик е голем. Затоа што нели уметникот е оној кој што креира, кој што надополнува, кој што размислува, знае да преспие па да додаде уште нешто. Така, иако земаме и користиме техниката, фреско техниката како една прецизна, концизна, точно се знае како ќе се направи подлогата, малтерот, значи тука нема импровизации. Меѓутоа од еден современ дискурс си дозволуваме, го имаме нели тоа право како уметници, како ликовни уметници, малку и да се впуштиме во таа слобода, па и да експериментираме, така што ги кршиме на некој начин и каноните, нели? Немаме ние тука прецизно точен, стриктен цртеж кој што треба нели да се држиме по тој редослед, туку буквално доаѓа до еден акцент му даваме на самиот процес на сликање, чинот на сликање, целото знаење, целата инспирација и нели моментот. Добро. Представува една игра и тука можеме малку и да нели внесеме и нешто од современието, да се појават некои текстури, па можеби декомпозиција, нели различни. Сега, од каде инспирацијата? Дали еден од друг инспирацијата ја црпите? Колку се советувате? Колку знаете да си дадете меѓусебна забелешка? Сето тоа нормално, нели, во позитивен контекст? Да. Па, самата идеја за темата се роди од нашите заеднички муабети, кои што се секогаш нели поврзани со уметноста, со конзервацијата, како пред се како колеги. Во тие разговори нормално дојде до предизвикот самата техника да ја употребиме, бидејќи не ја користат во денешно време и да ја дадеме нели еден современ карактер. Инспирацијата е секаде околу нас. Тука веќе се одвојуваме и влегуваме во нашиот внатрешен свет и се гледа тоа и од делата, затоа и двостран е каталогот. Се забележува. Да, јас го забележав прво към левикам опачки ли јас го како која страна беше да значи едната страна на Владо, другата е на со различен ликовен израз. Тука е. Да. Точно. Го забележав истото. Владо, сакаш нешто да надополниш? Па не, ние сме најголеми критичари, тоа вака ние во една позитивна насока, секогаш се консултираме, иако сме различни нели и во изразувањето што е нормално, но тоа што те прави нели така поносен посебен и уникатен. Се разбира. Да, кога ќе добиеш некоја критика или ако го работиме, немаме воопшто муабет, значи тоа е една апсолутна тишина, креативна тишина, каде што секој си влегува во својот свет, работи, а потоа нели убави се тие конструктивни разговори, критики, сугестии. Јас сакам таа креативна тишина. Инаку сакам само да напоменам уште еднаш и за гледачите, всушност, иако ова голема традиција, она што го зборувавме, фреско сликарството за прв пат, значи се изложуваат уметнички слики кои што се работени на влажен малтер. Навистина ме воодушеви сето тоа и затоа сакам да дадеме печат на она што сте го направиле, но тоа не е само во прво нешто што сте го направиле, нешто на што работите, тоа е конзервацијата на зидното сликарство. Колку всушност таа игра клучна улога во зачувување на нашето културно наследство? Колку сме свесни што е тоа, што значи тоа? Така. Па како примерна работа е нашата свест, како што кажавте, значи целокупната на сите луѓе, затоа што културното наследство е наследство на сите нам ни припаѓа подеднакво, на целата држава, нација. А тука понатаму настапуваме ние како професионалци во таа струка и она што ние можеме да го направиме за нашето културно наследство. Тоа бара спротивно од уметноста, нема импровизации, тука мора да се држиме кон правилата. Тука рамките се затворени. Да, може да се отворат единствено ако сакаме да се усовршуваме, да видиме светот докаде, да видиме светските лаборатории, да се унапредиме, но кога се работи нема играње и нешто што е свето, тоа е културното наследство и тука со внимание треба секој кој што ќе сака да допре. Со кого вие се консултирате? Владо, кои се вашите, да речеме, вие еден на друг знаете да си дадете и поддршка, но кој вам ви дава поддршка, затоа што станува збор за нешто навистина многу специфично. И доколку во некој дел се излезе од рамката, се погреши, ќе бидете обвинети за истото. Да, апсолутно. Ние сме единствени во културата кои
кој носиме најголема одговорност, дури и кривична, доколку нели грешно интервенираме на културното наследство, за разлика од сите останати. И одговорноста е од највисоко ниво, затоа што работите со непроценливо богатство, а како податок, мислам, еве за сите, ова све што е кај нас зачувано од византиското ѕидно сликарство е пред се ради техниката фреско, ќе се навратам. Затоа што таа техника на влажен малтер до тој степен ги заштитува боите со хемиската реакција да ја прави најтрајна техника сликарска воопшто. Затоа може да помине и дожд, и мраз, и кондензација, и се она што е... Тоа што ги зачувало и обстанале овие фрески кај воопшто, не само кај нас. Но ние се, еве, јас како раководител на секторот за конзервација и реставрација на Националниот конзерваторски центар е позната она школа на конзерватори во Македонија. За жал годините уназад се изречија многу луѓе замина во пензија. Кадарот се намали. Да, останавме само неколку души во цела Македонија кои се занимаваат со оваа проблематика. Ние многу често одиме со Ангелина и во странство се усовршуваме, сме биле неколку пати во Италија на курсеви, на специјализации, затоа што мора да ги пратите и современите текови во оваа професија, но сепак верни на традицијата со примеси на современи методи. Не секогаш современите материјали и методи се покажал во 90-тите се квалитетни и успешни, но ми се чини техниката и технологијата одат многу напред, многу брзо се развиваат. Ние нормално нашите напори и ангажмани се колку што ни се можностите, знаете. Сега за можностите, имате ли достапност до колку имате достапност до се она што ни е културно наследство? Имате ли од каде да црпите извор? Колку е сочувано? Секогаш кога ќе поставам оваа тема на некој кој што доаѓа од музеите, некој кој што доаѓа од вашата фела, секогаш иде прво една оддишка, а потоа и тоа дека малку сме немарни во делот на чување. Па јас од мојата гледна точка би кажала дека треба да сме благодарни на она што е направено во периодот наназад во историјата, во почетоците на конзервацијата во Македонија, а понатаму некако како да има некои застои или потешкоти, но ние сме тука и со сите сили работиме. Не секогаш не зависи само од поединците конзерваторите, како што кажав, тоа е и свеста на целата држава. Секогаш се вели дека се трудат, нели, државата и луѓето, но секогаш јас ќе кажам дека може и многу повеќе заслужува, затоа што по културното наследство и по фреско сликарството, по византиското фреско сликарство, како што на многу наврати кажуваме со Владо, сме по тоа познати и признаени во светската историја, во светската култура. И мислам дека заслужува уште многу повеќе третман и да се посвети, да се инвестира во оваа и професија и во спомениците секако. Она што го направивте вие со вашата изложба, на модерен начин, доловувајќи оваа ваша пасија, мислам дека е еден од клучните фактори на кои што може малку повеќе и во ова модерно време кој што го живееме и помладата генерација да се заинтересира, па и да биде иднината на ваши наследници. Да. Како што реков, свеста е клучна и најбитна. Значи, понатаму доаѓаат другите степени на заштита. Прво треба секој човек да знае да си го цени тоа што го има како културно наследство, а за жал многу малку од луѓето воопшто што значи од искуството наше знаеме дека многу малку познаваат и што значи конзервација или конзерватори како професија и како дејност. Така што со оваа изложба на некој начин сакавме и да ја подигнеме таа свест кај луѓето и со овие фрески, нели, да се запознаат не само со техниката, туку и да видат што на вистина значи фреско сликарство, а сето она што го имаме ние во нашите културни споменици
покрај тоа што има нели изработени во фреско техника, сето тоа е ѕидно сликарство. Така е насловена и нашата книга заедничка, методологија на конзервацијата на ѕидното сликарство. Нели, сето оно што е поставено на ѕид, насликано, тоа е ձидно сликарство. А фреско техника е самата техника на изработка. Како што имаме, нели, акрил, малку популаризирани, да речеме, што нормално сега, доколку немате некоја конекција, можеби нема да знаете, затоа и самата изложба ја направивме толку отворена и дадовме еден мултимедијален карактер. Излеговме од рамките на галерискиот простор, ја направивме во прекрасниот простор на Лапидариум. Да, тоа сакав да кажам, во музејско-културниот центар. Да, во Охрид. Се добро, куси сме со време, само на куса сакам да ве прашам, ја видео Охриѓани и сите оние кои што беа таму, но сите кои што се заинтересирани, каде ќе можат да ги видат овие фотографии? Делата се поставени... Фотографиите што ги гледам, да кажам, од делата. Значи, сликите се поставени во културниот центар Лапидариум во Охрид. На отворено се. Со тоа сакаме да кажеме дека оваа техника издржлива и отпорна, но и нормално да ја доближим уште повеќе до секој човек кој што ќе слушне, кој што ќе помине. Има многу такви. Ние тоа се изненадивме многу на самата изложба, на самото отварање на изложбата. Дека има голема заинтересираност. И затоа ја направивме да ја доживеат луѓето не само визуелно, туку и емотивно, да влезат во тој свет, во самиот простор на Лапидариум, со археолошки артефакти кои што е исполнет. И го видовме закусана една од фотографиите и просторот. И музика соодветна, па имаше и проекција на филм Долче Вита, кој што беше еден неочекуван концепт на прикажување, нели имаме фрески, па филм, па музика, па имаше и коктел, каде што ќе можат да се соберат, едно собиралиште да биде на уметноста и на луѓето кои што ќе можат да комуницираат, да си зборуваат и нормално се. Ви благодарам секако што успеавме некако да ја пренесеме таа енергија, посакам нели со лесно работа и се гледаме и во следна прилика. Благодариме. Благодариме, се надеваме наскоро.